Опозицијата во Советот на општина Струга преку декларација се оградува од коруптивните и девијантни действија на Рамис Мерко, поради кои се најде на црната листа на САД. На ниеден начин не сме инволвирани во корупцијата, злоупотребата на јавните фондови, мешањето во судските и други јавни постапки, се вели во декларацијата која изготвија советниците од Алијанса на албанците, а зад која стојат ВМРО ДПМН и БЕСА. Воедно го повикуваме градоначалникот на општина Струга Рамис Мерко веднаш да поднесе оставка во функција градоначалник на општина Струга со единствена цел надлежните институции самостојно и без притисок да ја вршат својата истражна дејност. Советниците од ВМРО ДПМН инсистираат на кривична одговорност, а не само на декларативна, и тоа не само на градоначалникот, туку и на сите советници кои гласале за сите негови иницијативи, предлози и одлуки, иако знаеле дека истите се спротивни на законските прописи. Тие советници во никој случај не смеат да бидат амнестирани од одговорност. Изминаа 2 месеци откако Мерко се најде на црната листа на САД, а од институциите нема никаква конкретна реакција. Институциите на државата се узурпирани од страна на политичката партија ДУИ и тие се инфилтрирани во сите сталежи на управувањето на државата, вклучително од обвинителството до судството и до сите надлежни органи. И самата позиција градоначалник на општина Струга дава одредена моќ и влијание врз останатите институции и лица кои треба да бидат вклучени во таквите истражни действија. Опозицијските советници упатуваат повик до органите на прогонот, обвинителството за организиран криминал, полицијата, правосудните органи и сите останати належни институции да започнат истрага по сите тврдења од Стејт департментот. Истовремено го повикувам господинот Спасовски да не се занимава со зумирање на фотографии настани во Тетово, него да дојде тука во Струга, бидејќи го има и со глас и со фигура и да постапи според бањата на Стејт департментот. Декларацијата која не ја поддржаа советниците од СДСМ и ДУИ ќе биде проследена до сите релевантни институции во земјава, како и до амбасадите на САД и Обединетото кралство, но и до сите дипломатски представништва на земјите од Европската унија.